факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг, ХАНСЕМ, кој што е бившиот шумарски факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Кога би морал личната карта на факултетот да ја представам во една минута, таа би гласела овака. Факултетот има 3 насоки: шумарство, пејзажно дизајнирање, одскоро ќе се вика пејзажна архитектура, и екоинженеринг и екоменеджмент. Сите тие 3 насоки или студиски програми имаат извесен број на заеднички предмети, кои што се во основа шумарски, меѓутоа се разликуваат и меѓу себе по приличен број на наставни содржини или предмети, како што ги викаме, според кои се стануваат специфични за себе. Се разликуваат од другите 2 студиски програми. Шумарството е од моментот на формирање на факултетот, значи пред 75-6 години формиран. Постои таа насока, само во 3 или 4 генерации таа насока беше заменета со 2 и потоа повторно се врати на насоката шумарство. Патем јас сум една од тие 3 генерации, 4, кои што не учеле класично шумарство, туку учеле одгледување и мелиорации. Пандан на нив беа во исто време искористување и транспорт. Значи 2, би рекол, студиски програми кои што траева 3 генерации. Од тогаш наваму е повторно шумарство и таа е најкласичната насока, најсродна, најслична со многу такви, да не речам со сите такви кои што се именуваат шумарство во Европа, во северноамериканскиот континент, во Азија, во Русија и така натаму. Значи тоа е еден, условно кажано, релативно етаблиран студиски програм со карактеристики слични на истите во многу земји од светот. Другата насока или другата студиска програма, пејзажна архитектура, функционира што под тоа име, што под другото, веќе повеќе од 6-17 годиничина. И таа изродува профил на кој што основна специјалност би му било проектирање на градини, на паркови, на урбано зеленило. Меѓутоа се оспособени да работат и други работи, како што и производство, производство на растенија, растителен материјал, може да учествуваат во некои дејности и во шумарството, бидејќи во шумарството има производство во расадници. Така да тука коинцидираат по некои работи. Третата насока или студиска програма на која што сте и вие исто така студент, така? Така. Екоинженеринг и екоменеджмент е, би рекол, условно кажано, нешто подалечна, меѓутоа и таа коинцидира со голем број предмети и со другите 2 студиски програми. Инженерите кои што ќе се изродат од оваа насока се оспособени природата да ја гледаат со 2 леки, и со шумарската и со биолошката. Значи и со инженерската и со биолошката, повеќе од другите 2 насоки, или барем од онаа класичното шумарство, и кои што се, условно ќе кажам, веднаш со приземни квалификации. Може да работат во национални паркови, може да изготвуваат стратегии кои што се однесуваат на биолошка разновидност, стратегии во шумарство, стратегии на ниво на држава или општина или град кои што се однесуваат на урбано зеленило, на управување со води и почви, проектирање на такви работи. И потоа е прилично специфична. Оваа насока е најмладата од кај нас, но веќе има возраст од 10 години.